компјутерски инженери и едни од најмладите научници во Македонија, односно беа најмлади докторанти. Потекнува од Прилеп и ми беше особена чест што ни беа гости Мартин и Христијан Ѓорески. Зборувавме за вештачката интелигенција, зборувавме за machine learning или машинското учење. Се отвори убава дискусија која што сигурно кајваше побуди некои прашања. Пробајте најдете одговори во ова епизода, во овие содржајни и суштински муабети. И не заборавајте да не почестите едно кафе на платформама подолу на Buy Me a Coffee. Значи, знаете како функционираат технолошките апарати и препарати, не за домаќинство, туку за надворешна употреба. Мене е многу драго што денеска, тука, во сончев декемвриски Прилеп, имаме двајца револуционери, не од она старо време кога што се одликувале револуционерите со пушка и бои, и покрај храбра мисла, храбар чекор, храбро движење. Денеска ми е многу драго што многу почесто револуционерно го користиме за пронајдоци и за откритија. Вие двајца сте луѓе и професионалци и научници кои што сте во еден револуционерен аспект кој што се вика и компјутерско инженерство, нешто што го имате завршено уште во средна адолесценција. Јас секогаш терминологија ја прилагодувам према моето обраќање. На факултет имате завршено компјутерско инженерство, двајцата на ФЕИД, после бевте и демонстратори. И натаму ви се разгрануваше патов слично и во мали секвенции различно, и затоа ми е многу драго што сте брајче и што сте тука двајцата. Така што добре ми дојдовте и како ви звучи ова револуционерно кога ќе го слушнете од ваш аспект? Добре ве најдовме, револуционерно, а прилепски. Да? Фино, убаво. Како што кажа, добро е кога се користи во револуционерно во тие научни води, откритие, иновација револуционерна. Тоа е она што е движи цивилизацијата, општеството напред. Да, одлично, фала ти. Добро, ве најдовме и од мене, фала на поканата. Секогаш мислам дека е најголемо задоволство човек кога е дома и може да придонеси за било и само со искажување на мисли и своји гледишта на светот. Револуционерно исто се согласувам прилепски, зашто нас двајцата работата главно ние на англиски, во англискиот речник мислам дека revolutionary мислам дека не се користи често во наука. Ама да, звучи интересно. Интересна перспектива. Да, ти начне момент и место, али првично живели со водава, како луѓе кои што сме со бистар мозок и кои што репрезентираме бистар мозок, репрезентираме и бистра прилепска вода. Точно така. Тоа е некој нов момент што го спомна, кој што убаво што го начнуваш уште на почеток, нешто да придонесиме. Во смисла да оставиме за живењето. Предпоставувам и вие не се декларирате како современици, тоа времето ќе го покажи. Поради вашата скромност, која што нескромно е познавам. Но од друга страна, кога викаме да придонесиме, ако тргнеме во таа нишка одназад, напред, кон почетоците, од сегашен аспект, што ви е тоа со кое што сакате да придонесите и на секојдневието, арном и на вашето блиско или далечно обкружување? Јас како постар да. Реалност. Што е? Да. Мислам дека како што функционирам и работам во овие научни води истражувачки во ова област за вештачка интелигенција, се повеќе ја наоѓам таа смисла што сакам да направам, па тоа да се користи нели понатаму. Како што согледувам кои се алатки може да се користат, во која подобласт би се специфицирал и би станал таков некој експерт, да речам.
Мислам дека нешто што најмногу ме мотивира е од научен аспект истражувачки е примената на таа вештачка интелигенција за подобрување на секојдневието. Сега тоа е доста општо, меѓутоа многу често ми се случува да мозокот ми завлегува тие медицински води или односно оној велнес момент функционирањето во нашето секојдневие и во здравството, како да бидеме поздрави со текот на време. Може би е бајас бидејќи и таму ми беше докторатот, меѓутоа се чувствувам доста мотивиран и исполнет на крај на ден, кога ќе знам дека сум работел на некој алгоритам кој што преку тие сензори кои што ги носиме уреди околу нас, ќе можам да им помогнам на луѓе кои што имаат потреба кој во некои медицински води или генерално за нашето секојдневно функционирање да бидеме едноставно поздрави. Одлично. Да. Наред. Прашањето е за придонос беше нешто, Да. така? Па јас би се вратил малце на што значи за мене придонос. Мислам и пред да навлезам во научните води, нели бев и доста долго со фудбал се занимавав. Тогаш за мене придонос беше, не знам, како да станам најголем спортист, градот да се горди со мене, па државата, па фамилијата и се така. И сега како што се оддалечив од фудбалот и сум навлезен во науката, нели вештачка интелигенција и тие работи, мислам дека сега имаме слични размислувања со Христијан. Во смисла истражувањето наше вештачка интелигенција применета во медицина, во здравје и значи и кога би го гледал малце од подалечен аспект, мислам дека двајцата се трудиме знаењето, искуствата што ги имаме стекнато во како најмногу можеме да придонесеме за прво за најблиските, после за градот, за државата и таму кај што сме. Значи, и мислам дека секој успешен и здрав млад човек, и успешен човек, не мора и млад, секогаш размислува како да се направи корисен себе си. Тоа е нешто што не прави да се чувствуваме позитивно. Нешто си направил. Па било и, не знам, денеска за слава и вчера се справавме. Било и столиците од кај соседот да ги качиме горе и тоа е нешто што те чувствува корисно, те прави да се чувствуваш корисно. Мислам дека тоа е во позадината на сите успешни луѓе, како да се чувствуваш корисен и да придонесеш за општеството. И мислам и веројатно и да ги минимизираш стравовите од конкретно западне за, не знам, нели фамилијата, баби, дедовци стареат, сакаш, неćeš да ги изгубиш, сакаш да им го продолжи животот, нив, па после и сами од себе си, па и на децата. Мислам дека тие работи се моите главни мотиватори, ја мислам дека имаме слични погледи. Да. Кај мене, сакав тоа заборавив да кажам. Имаме втора компонента, бидејќи сум професор на електрофейт факултет. Пренесувањето на знаењето кон помладите генерации, тоа е нешто ново кое што го открив, таму сум веќе некои 5 години. Е нешто ново што ме исполнува. Кога ќе видам млади луѓе на почеток на семестар, колку на пример не знаат или имаат ограничени познавања за вештачка интелигенција и после мојот предмет или тој семестар кој што го поминале со мене, колку се спремни за таа вештачка интелигенција, тие некои проекти семинарски кои што ги изработуваат, е стварно интересно да се гледа и да се набилдале со знаење или ти си дал доволно за да на некој начин ти е прима. Многу ми е драго што тргнавте од личен аспект и што отворивте вака топли теми, ради што каде и да сте, се морам да напоменам дека Мартин е во Швајцарија како професор и како научник кој што уште не професор. Се стреми да види професор, да. Се стремиш за професор кој што работи во научната област на Институт национален во Лугано. Христијан, ти си во Скопје на ФЕИД како редовен професор. Вонреден професор? Млад сум за редовен. Аха, добро. Скалилата се временски. Вонреден професор кој што редовно оди на работа. Да, тоа е чуден термин е вонреден, да. Ми кажа дека во Хрватска викале изванредни, како изванредни. Може извонреден. Надвор од редов, не? Изванредни, да. Да.
Стоматолошка ординација доктор Караджовски ве подсетува дека долгата насмевка има два краја. На едниот ве чека слободната столица кај вашиот стоматолог, а на другиот одговорноста за вашето собствено здравје. И дека и покрај вашите постигнувања и знаења кои што сте ги собрали од друго место, на некој начин ве држи таа главна нишка или коренита нишка би ја рекол, која што протекува низ вас да придонесите за тука. Ради што имам впечаток сум во општествено во дејствување, имам впечаток дека на некој начин сите сме заплашени да не умовите или луѓето кои што убаво се реализирале, не напушта и нема веќе се отцепува до таа мера кај што не сака ништо да придонесе за овде. Не знам дали го имате тој впечаток. За жал, да. Меѓутоа, ја некако сум оптимист. Бидејќи бев 7 години во Словенија, 1 година во Англија. Го почувствував тоа странство, што значи странство, успех во странство. Меѓутоа некако се чувствувам склоп на околностите се вратив во Македонија. Ни момент не се каам зашто не сум во странство. Напротив, имам многу поголем потенцијал тука. И тоа што сум бил во странство, што сум го добил тоа искуство, што сум видел како функционираат тие научни кругови, сум стварил една голема научна мрежа и сега таа научна мрежа ја користам за добивање нови проекти, европски проекти кои што ги реализираме тука. Проблем е одливот на мозоци, не е само кај нас, секаде, меѓутоа може да биде и позитивно. Сите тие мозоци или повеќето имаат чувство за Македонија. Јас многу бев среќен кога некој од матичниот факултет, универзитет, посебно првите години кога бев во Словенија, еден мејл ќе добиев, не знам, од некој конкретно од професорката Сонја, која што ми рече дали сакаш да учествуваш во проект локален тука, нема финанси минимално, меѓутоа сакаме нешто да направиме, беше за чаршијата во Скопје, не знам што. Со задоволство, уште првиот момент одговорив да. Значи, голем број од тие луѓе сакаат да придонесат, макар и ремоут, не мора да се врати, ама сака да помогне. Сака да помогне и сега тоа мислам дека полека се препознава, конкретно на нашиот универзитет Свети Кирил и Методи, се оформи, дури тоа се формализира како тело, единка, за соработка со наши успешни луѓе од странство. И веќе ги дава првите резултати. Мислам дека и Мартин е член на тоа дело, да. Уште повеќе, јас сум сигурен дека ако се направи еден таков истражувачки научен институт кој што за жал го немаме кај нас, како што е по примерот на Словенија кај што бевме јас и Мартин на Јозеф Штефан, голем дел од тие можеби ќе посакаат и да се вратат. Затоа што точно е, секој си има приватна приказна фамилија, поголем дел од нив дали би се вратиле, дали не. Меѓутоа ќе размислат тоа сериозно за враќање нас, ако се овозможат тие услови да функционираат. Зашто некој ако е професор, не знам, во топ универзитет во Америка, а ги имаме наши луѓе кои се топ професори во Америка, за да се врати тука треба да има некакви услови, не исто ниво, меѓутоа да може да го тоа што го прави таму, приближно да може да го прави и тука. Ако на ниво на реализација, не на ниво на финансиска надоместка. Најголем број од тие луѓе финансиите им се втор план. Значи плоден простор за да може тој да ги реализира и плюс да не ги изгуби конекциите, ова што назначи ти дека јас се уште ги држам конекциите и со Британија, со Брайтон, да кажеме, и со Словенија, и со поширокиот свет кој што си го формирал нека. Науката не е индивидуален спорт. Тоа го сватив ја многу брзо во Словенија. И во Словенија не беа толку умрежени, да речем, мојот департмент кај што бевме. И дека мора да имаш врски за комуникација. Едноставно, како и бизнисот, мора да имаш ти мрежа со која ќе се работуваш, така и во науката. Мора да имаш ти мрежа. Како ќе ја добиеш таа мрежа? Па треба да на конференции, треба тие конференции некој да ги плати. Значи, некои основни работи финансиите ги решаваат реално и после тоа ќе создадат луѓето. Сега во Словенија пак ќе го искористам Јозеф Штефан институтот. Како бизнис модела кога го гледаш е многу успешен. Тој
тој институт државата го финансира некои 20%, 30%, така нешто. 70% е тој сам се финансира од европски фондови. И беше, не знам, во топ 10 институти, универзитети во рамките на Европска унија со искористени средства од Европска унија. Сериозно? Значи, сериозни пари се влеваат од Европска унија во тој институт, зашто луѓето творат, создаваат, добиваат проекти, работат и така. Аха. Значи како бизнис модел е Само интересно. одржлив Само развој. целосно само одржлив. Да. Да. Одлична идеја што ја пласира. Малку да расшири. Одлично, одлично. Мартин, каков е твојот став За одлив на за мозоците. одлив на мозоци, како некој од Јас мислам, се согласувам, значи еден човек ако е ајде интелектуално успешен или кариерата му се состои од творење, нешто на креативност. Значи тој човек примарна цел не му се парите и средствата. Примарна цел му е пример нас академски успех, како да се надоградуваш, како да оствариш добра студија, не знам, да објавиш во труд во најголеми списанија, Nature Science пример или нешто така. И како тоа да го примениш да подобриш општеството. И сега нас и тоа што тој го кажа, нашиот потенцијал е многу поголем во Македонија зашто се развиваме се уште, многу е подобро тоа, полесно тоа што сме го научиле тука да го примене. Зашто јас примерно во Швајцарија немам контактите ми се ограничени. Јас сум таму 3 години. Сега ги знам 10-20 луѓе околу мене. И тоа е тоа. И сега полека јас за да стекнам мрежа, не знам, да стигнеш до министер или некој што има може стварно да промени општеството, треба да бидам таму 10-20 години. А тука тој значи студирал, бил веќе 20-30 години. Тука има голема мрежа на пријатели што студирале со него и сега се на различни позиции. Значи влијанието што може да се постигне тука е многу поголемо отколку било каде ако си навод. И задоволството е многу поголемо дома да си предонесеш. Така и да, се согласувам, тие секој мислам дека најголем број од тие луѓе дури додека не стекнале фамилија, значи младите би се вратиле. Ако имаш фамилија, деца веќе тогаш се покомплицирани работите како сега ти дете ако почне не знам да се образува во не знам градинка, основно школа во Швајцарија или Словенија, па после да го пренесуваш ти во Македонија, тогаш е мислам покомплицирано. Али за помладите мислам дека не е проблем. Так. Да се отвори услови да се овозможат, а не треба многу. Само 20-30% финансирање и другите една од основните работи на научен истражувач е да донесе сам свој средства, да донесе од европски фондови, од светски фондови, од соработки некои. Пошто секаде во светот науката ја финансира или државата, ајде кај државата не е толку моćна, али 50% да речеме или по Словенија и повеќе средства да се од Европска унија. Да, Така да. тој е обрт. Да. Може да биде добро и пред камера, и зад камера. Уствари, само тогаш е делото вистински добро. Студио 163 може да ви помогне да добиете добра реклама, филм или подкаст. Многу интересно и моментов што го истакна дека и животниот пат, арно и професионалниот, дека на некој начин се коса тие две работи. И се мене беше интересно во делов дека јас сега нескромно чистагам дека вие сте во топ 1% од научниците на светско ниво и топ 2. Добро. Тако е ранкинг листа. Топ 2 на ранкинг листата и дека сепак е многу лесно да бидете препознаени. Зборуваме не само етаблирани од местата кај што работите и функционирате, туку сепак се појавува Мартинова ти што го истакна моментов дека јас колку и да сум препознаен, мене мрежата ми се заснова на претходното искуство и на претходните врски кои што ги имам. Тоа е така ради што ти не каскаш по амбиција или по тоа да вложуваш време, труд и енергија за да таму ги правиш врскиве, туку чекаш само да бидеш препознаен, или едноставно природно се така работите поставени, ти само оценуваш дека добро, вака е, така е. Па јас мислам природно, во смисла природно има пак за академска кариера. Пример во Швајцарија имаш
фази како можеш ти сега од, не знам, после докторат да бидеш постдокторски истражувач, па после да бидеш сениорски истражувач или како и да се преведува на македонски, па после да добиеш професорска позиција. За тоа треба пример 10 години ти да се трудиш, да носиш свои пари, да истражуваш за да стигнеш до ајде сега сум професор. Сега имам некоја поголема тежина на нешта, не знам, мејл да напишеш до некаде, само да се потпишеш долу професор тој и тој, и институцијата од каде ќе дојдеш, тоа е многу поголема тежина од самиот мејл што го пишуваш. Да. Многу луѓе прво чекај од кој ми пишува мејл да видам, па после поинаку ја интерпретира порака, без разлика што нудиш ти со самиот мејл. Така да, мислам дека се работите, не е дека јас не добро, и јас и природно можеби не би се пикал некаде кај што не ми е местото. Али да, значи системот е организиран таков и со причина е тој таков систем за да може да филтрира успешни луѓе да се напредуваат, а тие што не му е таму местото, не му е во смисла може да се развиваат подобро надвор од академија. Така да системот си му е поставен така. Во смисла секоја матица си гледа незиново сандак со пчели да биде вклучен, Не, инволвиран. обратно, во швајцарските институти гледаат од надвор да привлечат најуспешните луѓе. Што мислам дека тоа е различно, може Христо. Не се сосема спротив, Да. и веројатно тука е една од грешките. Во Швајцарија, пример, за да добиеш професорска позиција, треба ти да донесиш, пример, 2 милиона франци, од било државни пари, било европски, сега се малце и настрана од европските фондови, не е битно, али да, треба ти прво да напишеш научен проект, во иднина што сакаш да истражуваш, да добиеш, не знам, пример, 2 милиони франци, со тоа имаш плата за тебе и за неколку PhD студенти, и тогаш можеш веќе да тропнеш на врата на универзитетот, јас имам проект, дали можете професорска позиција дали би ми понудиле професорска позиција. Си докажал дека можеш да бидеш независен, самостоен истражувач. Да. И кога ќе те земат, тие знаат дека нема да трошат енергија сега тебе да те направат истражувач, ти веќе си се покажал и докажал дека знаеш да го правиш тоа. Исто беше и во Англија. На постдокторски една година бев во Англија и за таа една година сватив како функционира, бев исто на универзитет во Сасекс и тој што ми беше, да речам, надредениот кај што бев на постдокторски, беше топ научник. Од Швајцарија, од ЕТХ Цирих и така натаму. И тој требаше да се докажува и покажува за да напредува. Односно, кај ни беше слично дефинирано. За тој левел на професор треба да носиш минимум 500.000 евра, 500.000 фунти годишно. За другиот левел треба да носиш милион. Едноставно, бизнис трансакција. Так. Да. Кај ни додуша едукативниот систем е малку поразличен, затоа што имаат и доста приватни сличен нешто помеѓу нашиот бесплатен, да речам, европски и америчкиот целосно приватен кој има пари ќе студира нешто измеѓу, меѓутоа така им беше решено тоа. Да. Рече јас за да напредувам, треба сега овој проект да го добивам кој што е не знам колку милиони. Ова работоспособно е некако многу значено за да не држи цело време во некој темпо, во некоја кондиција, ради што мислам дека веќе културолошки ни се разле и тој момент дека ние не само од аспекта непотизам, ова што го начнав на почеток на муавет, дека ради што јас те препознам тебе, заради тоа јас те канам на подкаст или заради тоа јас те вработувам во мојата фирма, туку само на едно ниво на препознавање, ради што имам впечаток дека овде, би рекол овде на Балканов, имаме еден момент кај што кој ќе стасаме до одредено ниво на препознаеност, тоа не е ни процентуално, не е ни туку кај што јас имам доволност за цело време да собирам тезги или да бидам викан. Тогаш застануваме на тоа место, дали се шлепаме на стара слава или работиме на некој оптимум, значи не бркаме некоја повисока цел. А во вашиве кругови или во вашиве води, гледам дека цело време се бара некој темпо. Мислам дека не е толку до нашите води, тоа е генерално треба така да биде во секоја вода. Инаку човечка природа е комфортна зона, се затворам, уживам и тоа е тоа. Меѓутоа не напредуваш. За да напредуваш во било која област, во било што, треба да излезеш од комфортната зона. Тоа е малку тешко. Треба да идеш малку и ладно да ти биде. Така?
организмот стрес ни треба стрес. Да. Докторираше Помост. Мартин на стрес, да може и повеќе. Значи, ни треба стресот за да станеме посилни. Так. Зошто малите деца треба да се разболуваат? Им треба стрес за тој имун систем да се истренира. Колку го држиш во стаклено, сега тоа кажам дека имам малечко дете. Не, колку го држиш затворено во стаклена зона, тоа го правиш контрауслуга. После имаме алергии, чуда и не знам што. Да. Треба стресот за да функционираме. Исто, тоа Мал погон че биде. препознатливоста што викаш. Успехот ствара успех, таа почна фраза да ја користам многу често. А таа беше ја слушнав, може не прв пат, ама така ми задзвони во глава од претходниот претседател на државата која даваше некоја награда и баш кога бевме на тој состанок еден на еден, дека и таа фраза мислам дека искористи по медиуми и се злоупотребуваше дека нема ништо поуспешно од успехот. Аха. Да, така мислам дека беше нешто фразата. Така. Ама тоа е стварно така ако го размислиш по суштински. Успехот ствара, колку сум поуспешен, толку ме препознаваат, толку имам потенцијал да станам поуспешен. Не мора. Така можам да се затворам во комфортна зона. Океј, остварив некој ниво, задоволен сум, ајде сега малку да уживам, меѓутоа мора да се тренираме или тие успешните луѓе да сваќаат дека мораш ти Да имаш некогаш и погон. од надвор, така поставиле критериуми. Тие критериуми се поставени за да излезеш ти од комфортната зона. Јас морам да објавувам, ја морам да донесам пари на универзитет, инаку ја неам работата. Аха. На Јожев Штефан, пак ќе го спомнам, 70% беше селф-финансиран, значи тоа имавме ние периоди кога на во департментот 30 и нешто луѓе не се знаеше за 20 од нив дали ќе има плата следна година. Значи тие луѓе беа под притисок дека оваа година треба да напишат не знам 20 проекти од кои што ќе добиеме 2 за да едноставно си ја покријат плата. Значи имаше стрес, и тоа е стрес. Се согласувам. Не е го најфино. делиш, во таа Ама, ситуација го делиш, да. сите сте заедно Да, во едно и да. прави една солидарност во надминување на пречка која и да е. Ако би го клале паралелно, тоа било да речеме како во 11 октомври татко и мајка ми што имале акции и на некој ниво и тие со самиот свој придонес Да. имале некој бенефит од државата во тоа време. Сега ова гледаш дека на некој начин и понекогаш ти гори под нозе, а на некој начин само придонесуваш за да се створи поголема залика, повеќе жито да има во амбаров за кога ќе дојде сушна година да можеме да јадиме од старото жито предпоставува. Да, ама и пренесува за храброст и знаење, во смисла, не знам, ако знам ја сега дека морам да напишам, ајде, да помогнам за 10 проекти, и немам време да размислувам шо, како, зошто, ама ова да не биде, она да не биде. Туку фокусиран сум, пишувам. И знам дека не можам ништо друго, за да стигнам да напишам, морам да не премислувам многу. Тоа е тоа. Пошто многу луѓе се размислуваат, ама од каде да почнам, ама како ова, ама како она. Почни, прави. Од година ќе бидеш подобар. Да, Тоа е simple. тоа. Едноставно, што би рекле, да. Дури го спомна фокусов. Мене ми е многу интересна таа точка пред да тргнеме на почетоција, ради што мене секогаш во подкастите ме интересира коренов на тоа како вие сте тргнале. Само кратко фатете двајцата, прво ќе почнеме од Христијан, ради што Мартин ти го спомна фокусов. Ме интересира како ти си успевал и успеваш да го задржиш професионалниот фокус. Како професионалниот фокус? Мислам дека сега ми е полесно од оваа перспектива, бидејќи тој успех или тие награди кои што сум ги добил ми дале до знаење дека сум на прав пат, дека тоа се цени. И сега го знам патот, знам што треба да правам, знам што се цени. И сакам да излегувам од таа комфортна зона. Храбар, не сум по природа многу храбар, меѓутоа сватив во животот сите храбри одлуки кои што сум ги донесол биле најдобри во мојот живот. Моето одење во Љубљана, Словенија, целосно сам, не знаев каде. Не знаев словенечки јазик, мислев тоа е слично српски хрватски, ќе се разбериме. Значи до толку неав истражено. Меѓутоа тоа ми беше најдобра одлука во животот што сум ја донел. И сега веројатно фокусот ми е лесно, бидејќи знам. Кога си помлад е малку потешко, бидејќи имаш многу по кој пат да тргнам. И веројатно и не треба многу да се размислува по кој пат. Океј,
каде и да тргнеш, ќе има препреки, сопки, среќа. Ама ако не си храбар, која среќа? Така, ако не го направам тоа, ако не играм лото, нема да ми падне лото. Значи мора да го направиш ти првиот чекор. Ако не изчекурам, нема среќа, некако и се надоврзува избора. Фала ти многу што го истакнуваш што овој момент ради што е многу храбрувачки. Знаеш, кога ќе влегуваме во непознатото, сите имаме некоја мрежа, некоја завеса што е спуштена и сите различно замислуваме, во тоа сум апсолутно сигурен дека сите различно замислуваме што има зад завесата или што има зад каква е бездната во која што можеме да пропаднеме. Така што во тие моменти неповрзано со фокусов, што те одржуваше кога влегуваше во новиот дел, во новото истражување на себе? Па мислам дека од секогаш бев доста амбициозен. На почеток ете некој надпревари по математика ми влеваа некоја самодоверба дека добар сум, можам да бидам успешен во ова што го правам. Некоја самодоверба голема сум немал никогаш. Секогаш она self-doubt, ама дали сум доволно добра? Не знам, веројатно поддршка од дома секогаш максимална. Која што многу ми значела. Како што кажав, не сум храбар некој по природа, па сега ќе направам нешто. Секогаш било поддржано со некоја основа, да. Во последно време на пример и разговори со Мартин, бидејќи сме 4 години разлика, кој што на почеток може би биле додека сме биле мали големи, меѓутоа сега таа разлика се стопи. Секогаш консултација со некој, тоа е исто многу битно. Охрабрување, од околината. И така, ни треба како социјални суштества, ни треба некој охрабрување и поддршка, корени. Корените се многу битни. Значи, ако добро е поставено, комуницираш дома со фамилијата, поддршка имаш од блиските, па и професионално од колегите, тоа мислам дека доста охрабрува. Да. И дисциплината јас би истакнал како некој што ве знае одстрана, во смисла дека е нешто кое што е одржлив развој, не знам дали го имате наследено или едноставно стекнато, како и да е нешто што стои фалати што даде една нова дефиниција за храброст. Прати на околу дисциплина и фокусов. Знам дека твој фокус начално нели беше фудбал и наеднаш дали го сметаш за дефокус тоа што се направи рез, рече не, јас стопирам овде и продолжувам во нешто друго, нешто што препознавам дека можеби би било соодветно за мене или како гледаш? Па не знам дали би рекол дефокус. Секогаш знаев за мене дека сакам да бидам успешен во нешто. И да, кога почнав на факултет, морав па да бидам еден друг Мартин. Во средно бев, Мартин е успешен ученик, сите петки, Мартин е успешен спортист, ама повеќе самиот се гледав како спортист. И сега кога влегував на факултет, знае брат ми, Мартин ме запише на два различни факултети, јас не бев тука, бев во Амстердам на проби за фудбал, не е ни битно. Значи хаос беше, ни самиот не знаев каде шо, како би каде би завршил. Сватив, малце искусив што значи да си како би изгледал фудбалски живот, сам независен. Видов дека не сум спремен за нешто такво во странство што тоа да заминам, а можда и искуството беше малце и имаше и позитивни и негативни работи, не е битно. Али да, во првата година на факултет јас имав големи психофизички промени. Не знам, за фудбал до тогаш бев навикнат, ајде секој тренинг, 2 тренинзи, сега не можев да тренирам, сега морав наместо да тренирам да учам, али телото навикнато на спорт па ми даваше други знаци, значи морав физиолошки се претрпев промени, а психички мислам дека самото тоа што се научив доста бев, се трудев да учам, сите десетки, имав пример од брат, така да мислам дека психички не страдав, ама сепак се морав да се сменам од Мартин спортистот во Мартин сега, ајде, само спортот едноставно беше премина во хоби. Ки мислам дека не е ништо страшно, сите работи што јас ги научив од спортот,
Во спорт, и ти знаеш, на утакмица секоја недела имаш утакмица, секоја недела се соочуваш со непознатото. И тоа мислам дека многу млади деца што не биле спортисти, не биле и во војска, пример, имале некои такви припремни периоди, не знаат како е да се соочиш со непознатото. А во спортот мораш, едноставно, и станува дел од тебе. И тој пристап дека, окей, сум тренирал последнава година или сум учел и сега се што досега сум направил, е време само да го покажам. Сега не можам ништо да сменам. Значи, едно го имплементираше во друго, Да. што во спортов имаш па од друга страна и издржливост, имаш и дисциплина, имаш и ред, имаш и на некој начин ко-креација, да знаеш да соработуваш, бидејќи не си... Точно така, исто и така, но имам забележано дека исто на факултет многу од студентите беа јас против сите вас, јас сакам да бидам најдобар. И со таков однос не можеш да успееш никаде. А од спортот учиш да имаш таа некоја пријателска конкуренција. Значи, пример, се бори со со колегата твој на иста позиција. Сакаш да бидеш подобар од него и како е најлесно било тој да се повреди ти да играш. Ама целиот тим страда ако некој се повреди. Значи, мораш да си помагаш со него и ти како што тој напредува и ти си уште подобар и сега подобриот од двајцата вас ќе има таа позиција, ама не значи дека тоа е за цел живот, после па истото и во наука, мораш да соработуваш со голем број на истражувачи во истата област, се надпреваруваат за истите пари, ама заеднички идеи носат многу поголема креативност отколку сам нешто да правиш. Да. За дисциплината, може би има нешто вродено, предпоставам сигурно да. Меѓутоа, неговиот пат преку фудбалот, тој е сега многу подисциплиниран. Тоа го имам забележано. И тој фудбалски момент на тренинг, строгост и така натаму, мислам дека многу му помогна потоа и во научните води. Дори јас нешто после кога бевме заедно во Љубљана еден период, неколку години, јас пробував да научам од сето тоа, зашто кај него е така, под конец. Се знае во секој дел од денот или сат што ќе се како ќе се функционира. Мене ми се случува многу често, не знам, мислата да ми замени тоа да го одложам и така натаму. Што некогаш така и некој хаос е интересен, посебно за кога треба нешто да се смисли интелектуално. Меѓутоа таа дисциплина кај него е на друго ниво заради фудбалот. Да. Сега да уважувам, значи кај мене на дисциплината и мотивацијата да се до тоа татко ми. Да. Да. И е сав. Да, мислам дека тоа се реков да од вас да дојди. Тренер по карате, уште од мали години трениравме кај него карате и после тоа секогаш не охрабруваш, ајде сега тренирај. Тоа е многу битно и така натаму. И јас некако избегав како помал карате тренирав, окей, потоа со другарите нешто, фудбал, кошарка, ама никогаш не ме влече тоа, ама тој продолжи. Да. Охрабрен пред се и поддршката татко ми ти е Да, води на спортот. Бидејќи тоа не е случајно и во Америка колку многу се вложува, но сите спортуваат. И во сите поразвиени земји. Спортот тука кај нас физичко како предмет се сваќа ше и се уште веројатно како екскурзија, што е многу погрешно. Многу влијае позитивно на мозокот спортот. На шо конкретно? На кои центри од мозоков, во смисла на самата структура на мозоков или на делови кои што поттикнува здрава ради што спорто е структура, да видиме јасни во тој дел. Имаш структура, сега. Ба, јас не би рекол дека само на одредени центри на мозокот, туку на целиот мозок и на целото тело. Значи, самиот спорт, движењето. Тикнува циркулација на подобра циркулација, така? И сега ти имаш делови од телото што може да не добијат крв или добиваат само мал дел од крвта
и едноставно полека изумираат. Тоа е и делови од мозокот и делови од телото. Изумираат. Со самото, значи, ти подобрување на циркулацијата, телото си работи подобро. Со тоа имаш подобра концентрација, подобар сон, подобра креативност, сите тие работи се поврзуваат. На младост. На старост сето тоа се пронесува во поиздржливи коски, не знам, паѓаш на старост, нема да скршиш нешто, ако скршиш после одма не можеш да се движи, пак циркулацијата опаѓа, пак мозокот народски се суши, зошто се суши, тоа е циркулацијата, храна, кислород, сето тоа си менува. Значи ти денес како трчаш, многу повеќе кислород внесуваш во тоа, знаеме дека кислород за нас е нешто основно. Да. И сите тие работи си се поврзани, а не е дека сега, окей, спортувам и имам поголеми мускули. Да. Физички мозокот е исти, ја претпоставувам. Меѓутоа, таа спецификација на одредени делови на мозокот. Да, ова ми е интересно, ради што секогаш пред кога да те прашам, особено тебе, Мартин, ми ги објаснуваш детално работиве, ама и суштински, што е многу ми е интересна паралела. Знаеш, не е да ги разобличуваш, туку точно што до што води. И најгенерално вака за општа популација, јас би го рекол научен пристап имаш дури и во спортувањето да знаеш што правиш, ама и да знаеш што ти се случува кога тоа го правиш. Да. Да. Морам така, инаку не би, ако не го разбирам нештото зошто го правам, не можам да се мотивирам. Па некојаш макар и разбирањето може и грешно бе, или разбирањето на спортот се менува. Пред 10-20 години овие работи не биле познати. Пример, како тинеџер сум спортувал, не знам, за подобро тело, за подобро изглед, за било шо, ама сега гледам дека уствари се многу други придонесите. Всушност, крајната фаза на учењето е разбирањето. Разбирање, кога викаме за разбирање, морам да појаснам само кратко, не е она ти седнуваш дома со тефтерчето и со наливчето и запишуваш, добро, сега внесувам малку кислород во овој момент, па ако ја подигнам ова тежина, имам толкаво обтрутување на мускулите, со самото тоа ми се зголемува еластичноста, туку е применливо знаење. И некако таа компарација сега би ја доближил до она што на еден начин вие го правите во професионален аспект. Значи, разбирање како машинското учење има еден вид на разбирање. Ако тргнеме од разбирањето, како ја учите вие машинава, значи најлаички прашано, како вие ја учите машинава да учи или да разбери? Концептот на вештачка интелигенција не е нешто ново. Иако сега мислам дека со самиот развој на компјутер светските војни имаат влијание на тоа, дешифрирање шифри и така натаму, Алан Тюринг, Втора светска војна посебно. Со можноста дека можеме да направиме некоја машина, нешто кое што ќе знае нешто да смета побрзо од нас, дури и независно од нас, не мора ја да сум присутен, тоа ќе се работи, например, цела вечер, така? Се јавува и онеј момент, ама тоа не е природна интелигенција, тоа е некоја друга интелигенција, нешто што јас створив, вештачко, и во принцип вештачка интелигенција, терминот така 56-та некоја година се почнува да се користи за тие работи. И Алан Тюринг уште тогаш има еден фамозен труд напишано како ја гледа тој таа интелигенција. Тој Тюрингов тест кој што го дефинира, кој што и ден денеска ете не мачи сега со ChatGPT доста популарно и така натаму. Отворим и тај. Да. Меѓутоа како ги, значи луѓето си правиме интелигенција слична на нас, така. Ако некој ја правиш таа интелигенција друго суштество, ќе се прави пак слично на... Значи, зошто бе, ние сакаме да ни помогне таа вештачка интелигенција во како функционираме во секојдневието. Најчесто на крај на ден е некоја бизнис инсентив, односно пари и така натаму. Меѓутоа, сакам машинава да ми помогне јас да препознае, не знам, во овие податоци кои што ги имам, кои што сум ги собирал, така, порано, така на лист хартија, Excel и така натаму, сега тие стануваат терабајти, петабајти, да ги анализира и да ми каже нешто ново, што ми е корисно мене.
Значи не само да помени тие бројки, не да подели и да каже нешто кое што не ми значи. Сега, што ми значи, што е ново, што го нема. Тоа е таа некое машинско учење. Значи, податоците ни се некое искуство, врз тоа искуство, дај кажи ми нешто ново, некое ново знаење. Надгради го. Да. Открие некое ново знаење кое што јас не го знам. Ако знам јас тоа да го направам така со гледање на тој, не знам, Excel документ, не ми треба машина, или ми треба Христијан е еден, така? Колку можам ја да анализирам? 5 документи. Машина може да илјадници документи, така, милиони документи. Тоа е некоја основа, би рекол, на тоа машинско учење. Тоа е всушност како да открием нешто во огромните количества на податоци. А сега сме во дигитална ера кај што се е податок. Пробуваме се што можеме да измериме. Телефоните мерат буквално секоја наша активност. Тоа малку изгледа така страшно. Меѓутоа крајната цел е да имам подобра услуга од телефонот во моето секојдневно функционирање. Да, и не е воопшто наивно тој дел, предпоставувам. Ние многу често имаме скепса од непознатото, јас би рекол научно, тоа е психолошки феномен, ради што уште од утробата ние влегуваме во еден нов свет кој што ни е апсолутно непознат. Оти цело време сме биле во некоја мембрана и сега овде мембраната ни е многу високо горе во атмосферата или во литосферата, така што кога зборуваме за тој дел што е тоа што собира телефони или се што е дигитално, некако имам чувство дека влегуваме во една предпазливост, барем тие што не сме во таа област или кои што не сме навлегле доволно, и сме скептични со резерва. Тоа е џаволско вражуле, тоа е не знам што. Да, Која е главната намена всушност? главната намена е подобар живот. Така, подобар, попродуктивен живот. Сега, ова скепса е нормална, нели? Порано, како е тоа? Се копале со мотика, се плашеле од тракторот, после од брзите коли се плашиме, после од авионите се плашиме, сега се плашиме од вештачката интелигенција, така тоа е нормално, непознато. Да. И мислам, да, има простор за плашење, зашто некои работи не се регулирани и сега пример мислам дека во следнава година, може и во следниве неколку месеци, во Европскиот парламент се преговара за така наречен AI Act или акт за вештачка интелигенција или право за вештачка интелигенција. И таму многу подетално би се дефинирале некои работи во смисла што е дозволено вештачката интелигенција да прави или што е дозволено мобилниот да прави, што е дозволено фитнес тракерите да прават, кои податоци да ги снимаат, како да ги снимаат, каде да ги зачуваат. Значи тие работи за се до некаде регулирани, сега со текот на време би биле уште подобро регулирани. Така да на долг рок јас мислам дека тие работи ќе се завземат една добро дефинирана рамка и за подобар и побрз развој на човештвото. Јас гледам на Мислам дека денес имаше некој развижување за тој европски AI Act, Сабајле чита. Не знам дали го изгласа или веќе е спремна верзија, имаше таква групност слика дека се дефинирал фреймворк во кој што ќе се комуницира вештачката интелигенција. Да, има многу дебати и помеѓу научниците, помеѓу страшни умови и авторитети, има несогласувања. Значи, да, ги следам Јан Лекун на една страна кој што е еден од татковците на оваа модерна вештачка интелигенција кој што се работи со длабоко учење deep learning и неговиот ментор Джефри Хинтон кој што е го викаат Godfather of deep learning и така натаму. Хинтон е доста уплашен од вештачката интелигенција, тој ги создава тие први мрежи невронски, да. Неговиот ученик е доста со овие аналогии дека секогаш сме се плашеле од нешто ново, така и пенкалото е страшно бидејќи со збор можеш така негативно многу да влијаеш, па не го забрануваме пенкалото.
Така. Има такви некои аналогии. Интересно е да се следи тоа. Јас сум се повеќе на страната на Јан Лекун, кај што не е толку страшно како што изгледа. Иако моќта на вештачката интелигенција е многу голема, точно е дека се имало и во минатото револуции и пронајдоци кои што можат да бидат штетни и така натаму. Меѓутоа, тој прогрес кој што го имаме како цивилизација, како општество, технолошкиот прогрес е експоненцијален. Сега многу брзо се случуваат работи. Ако тогаш ни требале, не знам, за да се прифати телефон, има интересни графици и тие ги предавам на факултет. Телефонот ако му требало, не знам, 30 години да пенетрира масовно струјата и така натаму. Сега ова TikTok му треба или на, не знам, Instagram неколку или ChatGPT, мислам дека колку денови му требаше до 10 милиони, 100 милиони корисници. Така да пенетрацијата е многу голема и штетата која што може да ја направи е многу брзо и многу голема. И сега ако излези ново, така во минатото излегува нешто ново, па сега ќе го тестираат, поминуваат години, сега ти треба во денови тоа да го правиш. Дали можеме ние тоа да го ограничиме пред да се направи лошото нешто. И таа е дебата која што се случува, се работи на тоа, мора да се некој фреймворк да се овозможи на вештачката интелигенција. Во стил да не направи лошо, не е она думсдей сценарија дека терминатори ќе превземат и така натаму. И тоа може да направи штета. Така, сега имате вие бот, односно алгоритам, кој што може да го репродуцирате милиарда пати, така софтверски, не е проблем, ги имате серверите на Google, на не знам кој, и секој тој да генерира не знам колку лажни вести во секунда. Може да го преплавите интернетот со лажни вести или страшни вести, негативни вести, или ако да го насочите тоа кон избори на држава, така, оние хибридни напади што ги викаат и така натаму, генерирање. Тоа ако порано требаше човек да го прави, па добро, 10 луѓе, знам кај се, кои се и така натаму, следливо е. Сега тоа не го прави повеќе човек. Да, мене ме охрабрува тоа што го начнавте сега дека има некоја противтежа и секогаш кога има некоја противтежа, мене ми дава некој мир дека има некој баланс и дека нема да се разле работа. А од друга страна, кога веќе го зборуваме правнино ограничување кое што го поставивме, дали не презеде до кај што сме досега цела дата база вештачка интелигенција па да ја обработи и се од тука натаму ние ќе треба да ја сетираме и да ја ограничуваме и да ја кламе во некое речно корито, ни се зголемува, работава нас, а секогаш ќе има нешто периферно, некој хакер, од моја перспектива, кој што ќе прави некоја дупка за да се излија малку од водаваш. Интересна аналогија. И мислам дека така некако е. Да? Така некако е. А меѓутоа треба да возможиме на тој хакер да му биде прво многу тешко тоа да го направи. Добро. Прашање сега тоа што значи тешко, а и ако го направи да биде така со казни функционира во општество. Да. Да го направиме ужасно тешко и казниво тоа таквиот акт. Да. Ама треба тука и да се спомни сега пример, не знам, еден ChatGPT или овие large language models. Не може секој нештото да го постигне. Не знам, Google, Microsoft имаат огромна пресметковна моќ, значи имаат огромни сервери. И сега ние, пример, било кој професор од вештачка интелигенција го знае процесот како може ChatGPT да се репродуцира, да ја направи истиот чекор, ама нема средства. И за тие средства да се не знам, ти требаат билиони евра за да имаш таква пресметковна моќ, за да создадеш нешто слично на ChatGPT. Пошто едно ти да го имаш нештото, а друго е да го користиш. Сега хакерите не може да го создадат ChatGPT моментално, зашто му треба пресметковна моќ на ниво на една држава, не знам, Америка, Кина, Русија, тие на нивно глобално сигурно имаат нешто репродуцирано, а тоа веќе исто како да зборуваме сега за нуклеарна енергија, значи тие работи не може секој да ги направи, нуклеарна централа не може секој да ги направи. Зошто го прво немаш материјали и немаш средства да ги направиш.
Да. Значи овие мултимилионериве што се појавува, што постоа. Тие еве има куповна моќ голема и може да инвестира и во такви цели ако гледа дека за нив е прагматски, дека е корисно во смисла. Како нив би ги ограничиле? Па се ограничува. И тоа става траги, така, ајде купи јахта. Се знае кој купува јахта и од каде се парите и кој ја купува јахтата, така? Но така е и сведоци сме, така, нели излегуваат. Конкретно ете Илон Маск кој што е доста исплашен на оваа тема дека вештачката интелигенција може да направи голема штета на општеството. Го создаде тој неговиот чет GPT, односно Grok, за неколку месеци и така натаму. И фино е, се појавува таа конкуренција. Меѓутоа тие производите се регулираат и сега се регулираат. Сега тоа што се разговара е како да ги регулираме. Секоја регулација па значи врзани раце, не можеш да истражуваш. Меѓутоа сакаат да го регулираат се додека е за истражувачки цели, да биде да важат едни правила, кога е продукт, важат други правила. И така ќе биде. Сите научници се согласуваат дека мора продуктот да биде регулиран. Како се користи, кој го користи, што прави, како прави и така натаму. И често се користи авиоиндустријата како пример за регулација. Така, авион да направиш ти да го пуштиш во продукција, треба еден куп правила да след. Па сега ги дефинираме тие правила на вештачката интелигенција. Тој чат GPT или модел, кои правила на игра треба да ги има? Што сме, што не сме, како сме и така натаму. Ти кога ќе го извадиш како продукт кој што ќе го користи општеството, мора да ги следи тие правила. Кога ти авионот да го пуштиш да лет, треба да ги помине. При еден автомобил се е регулирано. Во принцип ние ништо не користиме, излегува фабрика го користиме. Тоа мора да помени сертификација и така натаму технички прием, така? Да. И ова нешто така ќе биде. Одлично, ради што ова јас како што осваќам, исправите ме слободно ако грешам, е од се што се плашиме ние како ентитет, како човечки суштества, гледаме да го гледаме во наша команда, во наша контрола, односно да ни служи нас. Тоа би дошло, ако гладиаториве гледаме дека се многу силни, дека може да се боре или да направи пуч на императорот во римско време, дајте нека ни бида нас службеници или нека бида гарда на императоров или нека бида војска на кралов. Така би дошло ова? Точно така. И не знам, пример, кои се најголемите придобивки што јас ги гледам? Не знам, пример во Македонија здравството, така, знаеме дека докторите не е само Македонија и за време на ковид и Словенија, Италија, докторите беа преобременети, така не? Да. Имаш еден доктор на 10.000 пациенти. Зошто да немаш вештачка интелигенција што би ги се погрижила за тие пациенти што не се сериозни, па докторот има време да се насочи на таму кај што е стварно потребно. Значи не е дека вештачката интелигенција нас би ни заменила, било научниците, било докторите, било уметниците. Едноставно би ни дале време да се насочиме на работите што сакаме да ги правиме и ни значат. Вештачката интелигенција ги правила работите што се репетитивни и механички, не знам, возење кола. Зошто сега ти да водиш до Скопје 2 сати да изгубиш од својот живот. Добро, од моја перспектива е само за да бидам мануелно активен или да ми работи моторикава, да одржам воланов, да имам кружни движења, да ми работа раци носе синхронизирано до некаде, да бидам фокусиран на тоа нешто, наместо цело време да бидам посматрач на патов. Али сепак, знаеш како... Не мора, може би сега така размислувам, ама не мора да го посматраш. Следното ниво е да си работиш, да си функционираш тие 2 сати додека се возиш. Ти во авион не посматраш, така? Немаш слушалки, гледаш филм. Нема тоа во тој момент да не депрактицира, во смисла ако пред само 100 години луѓе во сите работи, вклучително и не знам, целосно припрема на храна и целосно ложење на оган се правело, сам мораш да придонесиш, а сега е сето со стегање на климава, со стегање на автоматов па ми вади пица готова, некако многу поедноставување и затоа имаме простор да се занимаваме со други работи. А од друга страна мислам дека го занемаруваме тој
биолошки континуитет на кој што ни е навикнато да функционира нашето тело, зборуваме, што би дошло паралелно на ова што спомна Мартин преđe, дека јас ко се прешалтав од спортист во, би рекол, научник, иако тоа беше студент, мене ми требаше време за да се преадаптирам, ама пак после го клада во функција ова од претходно. Да. И мислам дека ти мора да се навикнуваме на новините, а мислам дека веќе го правиме тоа. Така, порано се треба мануелно да направиме, така, доста малку механизации, да речеме, зборуваме пред 500 години или не знам колку. Така? Се било физичка сила. Да. И сега, конјот можеме да го користиме. Ама сега знаеш, јас немам да копам колку што копав или тоа како ќе ми влијае на грбот. Сега што правиме? Вежбаме, одиме во теретана. За да ги добиваме тие и сега вежбањето во теретана, ако еден период се гледаше да изгледаш убаво и така, сега ќе биде, ако сакаш да живееш долго, мораш да одиш во теретана. Да. И веќе е тоа. Ако сакаш да бидеш тие нагони кои што ги имаме еволутивно дека мора да вежбаш да си силен и некој ќе паѓаш, така ти здравието нема да ти биде на исто ниво како тој другиот кој што копал. И сега копањето ќе вежбаш, не ќе си најдеме некоја замена за нештото, бидејќи ти не можеш да спречиш. Технологијата не можеш да ја спречиш. Да. Италија го забрани ChatGPT. Мислам дека го тргнаа тој бан, ама тоа е нешто најлошо што може да и направиш на државата и на луѓето кои што функционираат таму. Да забраниш паметен телефон, ајде. Така. Да, тоа исто, знаеш, го отцепуваш човеков од функционирање. Знаеш, јас тоа многу често го зборувам и за не знам, и за медитирање или за што и да е. Ако ти цело време се добро, не му прави на никого лошо, биди цело време во некоја стабилност, во некоја присемност до себе, и како кој јас морам соодветно да одговорам на ситуација. Сега ако вие ми зборувате двајцата за нешто друго, за да кажеме за кошарка, а јас ви зборувам вас за фудбал, нема да одговорам соодветно на не на вашите барања, туку на комуникацијата која што ние ја остваруваме. И фактички со само тоа мислам дека имаме одвлекување. Се надевам дека не ги релативизираме ситуациите кои што се појавува, ради што ова некако мене барем ми носи една голема одговорност, ради што потенцијално зборуваме за иднината, која што секогаш ни представува нешто кое што не можеме да го видиме без да се случи. Сега, во однос на тој дел, јас знам дека вашите податоци и ставови и мислења се одговорно изнесени во делот, ради што познавате премногу информации, многу струки од сферата и од тоа што го, бидејќи го работите, сте целосно навлезени. Само од друга страна, која е таа генерација која што ќе биде транзиторна генерација? Ти знаеш како јас се ставам, еве, ако мене ова ме начекаше на 50-60 години. И си викам, јас сум небитен сега ако не возам, ако не си однесам детево на училиште или да го однесам од Скопје до Прилеп, сега сум многу помалце битен. Или ако јас не му направам млеко или кафе, еве, ако е полнолетно дете, тука автоматов му направи кафе, па на мене ќе биде само услугава, што јас ќе му го дам и ќе му го посветам внимание, премалце. Јас морам да се користам милиона што го имаме за класична домајчинка, сликата за класична домајчинка, дека таа едноставно е навикната се што се случува во домов, таа да го придонесу. Сега, ако сето тоа го замени вештачката интелигенција, каде човеков ќе се чувствува дека придонесува, ради што ние некако тренуваме цело време од тоа дека и јас учествувам во ова. Во идентификување. Тешко прашање. За транзитивна генерација, мислам дека нема една транзитивна генерација. Секоја генерација е транзитивна, така? И не знам, сега ајде, нели, постариве, ако ги гледаш, има тешко им е мобилен да правуваат. Пошто порано бил со типки, сега е на тач, така? За нас би било нешто друго, за нашите деца, други, значи транзитивност, тоа е тоа. Сега, како би си ја нашле смислата на живот на стари години, мислам некако на тоа ме подсети твоето прашање. Мислам, не знам, и сега ако гледаме, секаде се цени
човечкиот труд и човечката рака. Така, не знам, било каде ако појдеш сега, па мислам дека и кај нас почнуваме тие работи порано, не се цене, сега домашно, ова е домашно направено, така. Аха. Било каде во светот домашно ако е направено се плаќа дупло, тридупло од нешто што е или рачно направено. Така. Така да мислам дека човечкиот труд, креативност, внимание е секогаш секаде се цени и со примената на вештачката интелигенција може и уште повеќе да се цени човечкото внимание и човечкиот труд. Сега ние имаме примери, да, моментално јас и ти гледаме, да, за не знам кафе да свари или да превоз да среди. Али во која е во суштината на сето тоа е внимание. Време поминато со човекот и да. Сега внимание има со Чарлс еден доктор што соработуваме со стартапот со Христијан што го имаме. Така. Има многу големи филозофии за тоа што значи внимание и зошто е тоа битно, дека не знам, ако гледаш ти, не знам, една уметничка слика или еден пејач или спортист, зошто се толку вредни? Не е дека има многу внимание колку луѓе ги гледаат, така? Да. А не е дека, не знам, дека Кристијано Роналдо има, не знам, дека е најбрз или највисок или најмногу скока. Сега има најголемо внимание. Така да... Тој концепт. Времето е пари, вниманието е принцип. Не е само можеш залудно да потрошиш време, не е тоа што се плаќа. Колку внимание и фокус си потрошиш да го создадеш. Создадеш нешто на енергија, ако добро ве разбирам, во смисла ради што очиве се вперени баш сите фотони во едно светло и така затоа може да и символика да ги викаме звездите. Основата е енергија. Енергијата е основа за се. Сега концептот за енергија е тешко да се дефинира, претпоставам за секој гледач енергија значи нешто друго, за некој е биоенергија, за некој е нешто, значи апстрактен концепт е, ама да, енергија. Затоа што ни го договорите Тесла на чат GPT, ќе седнеме или со холограм и ќе разговараме со Тесла како од денешна перспектива тој би ја проширил или би ја надградил енергијата. Зависи, на почеток зборувавме, дигиталниот отпечаток кој ќе оставим. Да. Ако Тесла оставил доволно и неговиот чат GPT би бил по-соодветен, односно по-точен во разбирањето на Тесла. Сега прашање е Тесла колку оставил. Оставил и патенти и чуда, ама колку од тие записки на рака напишани и така натаму ќе се дигитализираат, ама Постапките или? ја гледам блиска иднина кај што ќе си имаме таков чат GPT, тоа чат GPT. Јадичен модел за тоа, јадичен модел за тоа. Веќе го прават тоа. Некако се некај чат GPT се движи во последно време. Ама проблемот на транзицијска генерација. Порано ако требало, не знам, 5 генерации да се смени нешто, 3 генерации да се смени нешто, 2, сега во рамките на иста генерација имаме проблем. Значи, јас и на факултет кога користам некои аналогии за тоа што го предаваме така натаму, и сега во моје време Facebook беше нештото, социјалната мрежа. Сега јас кога зборувам за Facebook сум веќе бледо ме гледаат. Прашање колку имаат Facebook. За мене Facebook беше тој holy grail на мрежа. Океј, после одиш на Instagram. После сваѓа дека Instagram имаат нешто, TikTok ново се појавило. Така да ќе се појави многу брзо ќе се појави. Тој експоненцијален раст ќе биде проблем. Ќе биде проблем и ќе треба адаптација и веројатно ќе се појави и некоја нова струка која што ќе не учи како да се адаптираме на тоа време. Некоја надградена психологија или не знам што. Па тука мене ми е споров секој, знаеш, што ние викаме дека духов нема време. Знаеш, и дека тоа е цело време во едно левитирачка состојба кој што може толку многу да се разлие низ простора, и сега ние го структурираме во мисли, го структурираме со нервни завршетоци, со сами нерви кои што протекува и со самите хормони и мотивација со кои што му даваме екстра сила, екстра пауер за да го подгреваме.
И со тоа исто како во сите рамки што истакнавте дека го зголемуваме капацитетов само или ја прошируваме зонава на развој, нели? ChatGPT ни склава една повисока летвичка, една повисока рамка. Исто како што вие како научници сами си го расширувате спектаров и на почеток што го спомнавме, си ги расширувате постигнувањата и знаењата и со самото тоа што се шири доменов. Сега, во однос на духов, тоа нешто е уште контрадикторно, ради што знаеме дека брзо излегување на духот веќе влегува во некој вид на патологија, кај што пак мора да го собериме и секој нагли прогрес во духот прави нагли регрес. Отвора некоја голема дупка која што нема приземјување. Ради што многу на почетокот го истакнавте тоа дека она што вас ве држи, ве надоградува, се всушност корениве. Е всушност темело кој што вие го имате поставено и претходно го поставил некој друг. Така што адаптацијата на ниво на учење е лесна, али на ниво на восприемање и на репродуцирање, да се дообработи па да се канализира соодветно, тој ќе биде малце поттежок процес и јас искрено немам замисла како би се одвил, бидејќи тука единствена секвенца која што влегува во рамкиве е време. Кое што е неопходно, знаеш? Кој ќе речеме ради што ние како психолози многу често му викаме на клиентите, за ова ти треба време, знаеш? Едноставно немаш што да понудиш како решение кое што е здраво за готово. Туку само времето е тоа кое што ќе залечи или ќе дозволи доволно простор за да се појави тоа што е соодветно за да е потполни дупкава и да излекува. Од местото каде што не гледате, почнува приказната за една од првите пицерии во Прилеп која што трае подолго од 3 децении. Пицата во таверна е приказна која трае подолго од годината во која што сте ја пробале. Океј, да. Не би се впуштал во таа дискусија. Не е мој домен воопшто. Да. Не би шпекулирал. Јас сам пак да тргнеме некаде како се појави, ради што, нели, општествено како се појави ChatGPT, по моje знаење е дека генерираш одредени работи кои што беа не знам, на ниво на Шекспир да напиши според информације што се од сите Шекспирови дела и според неговиот стил да напиши одредена драма или да нацрта слика како Ван Гог или Рембрандт, да речеме. Сега веќе офеќам и тема уметност и тука малце ќе ве чепнам чисто за ваш став. Арно, првично беше нели генерирањето. Сега, дали тоа беше наивно генерирање, чисто за да видиме колку можеме да се расплениме и да се разиграме, или сепак секојаш главната нишка е поедноставување на работите кои што ни се за функционалност нас? Мисли, за Генерирање податоци. Јас мислам дека главната мотивација на тие што го правија ChatGPT е реклама. И потполнување на една празнина, што дотогаш се сметаше невозможно полнива, во смисла тој Тюрингов тест, дека е невозможно да се напиши текст што изгледа дека е напишен како човек, уствари го генерирала машина. Значи, тие некои тешко достигливи задачи, што претходно сме сметале дека само човек може да нацрта таква слика, човек може да напише така убав текст. Тие работи, тоа е ако со покажувањето дека сега ChatGPT може нешто такво слично направи, значи добиваш една огромна реклама дека работите што сме ги сметале недостижливи, еве сега имаме програма што може во одредени граници да ги направи, не е целосно дека цел свет е решен, ама така да ја мислам дека основната мотивација на тие луѓе е реклама во смисла, сега тоа е малце народ кажем, реклама и во научни води, пошто во научни води ти ако се навлезем во едно поле, следиш научни трудови, секогаш се знае кој проблем е отворен
и треба да се реши. Така, и сега пример, ако читаш ти научни трудови за генерирање на текст, секогаш имаш еден пример што успеавме да генерираме. Така, и значи таа реклама е всушност отворено научно прашање што го бара одговор и го решиле до едно задоволително ниво. Така, ради што Христијан првично го прашав за чат GPT уште пред време, рече дека чат GPT е фактички едно твое другарче кој што многу работи знае, да не речем скоро се што е било претходно знае, ама не е социализиран. Сега, мене лично, како психолог, пак ќе речем од таа перспектива, ми е многу тешко да го персонализирам, разбираш, да му дам човечки особини. Да. Може би и не треба. Да. Меѓутоа, мислам, не знам. Ја не знам. Кога ќе почнеме да му даваме човечки особини е малку, веројатно, страшно. Не знам како се вика, Her, мислам се викаше филмот. Така кој со персоналниот асистент кај што се прави муабет слушалка во уво. Сега сме во таа фаза. Тој филм пред неколку години изгледаше тешко достигнено, да. Меѓутоа сега чат GPT ако го ставиш така, може да се правите муабет. Да. Дали и во филмот нели тој развива чувства према персоналниот асистент, па се заљубува, па не му треба никој, се затвора во себе си, па потоа сваќа дека тој персонален асистент уште 100 други обслужува на сличен начин, па е љубоморен и не знам што. Интересна, ја не сум, не знам, реклама. Ја мислам дека има огромен потенцијал и е малку загрижувачки, чат GPT. Како го направи, буквално правите идеи, мислам, Шекспир, знаете, еве ти 3 збора, допиши натаму што ќе допишеш. Тоа беа првите работи кои што излегуваа пред неколку години. Да. И за многу кратко време ние сега добивме нешто со кое што можеш ти да си разговараш и дури онака идеи да разменуваш и после тој разговор да си 3 пати помоќен и со знаење опремен отколку пред тој разговор, иако на крај на ден основната технологија е предвидување на следен збор. Еве ти 3 збора што ќе биде следно. И тоа е многу незамисливо. Буквално креаторите на чат GPT, баш гледав едно интервју со тој еден што е главен научник Илија во чат GPT и тој е изненаден како успеа тоа да го создадат толку кратко време. Тоа е запрепастувачки. Мислам, најголемите научници кои што работат во таа област не се свесни како нешто функционира. Значи тие мрежи кои што ги составуваме, буквално ги предавам на факултет како лего коцка, ќе се додам ова ќе памти што е attention механизам, што е битно во текстов, така. Да. Ја кога ќе прочитам текст, знам кој е главниот лик, како се вика и така натаму. Еднаш на почеток да го спомнам, го знам цело време, го памтам. Сега мрежава ни дававме ние некои механизми како да ги памти битните работи, како да се фокусираме. Има многу зборови измеѓу, ама не се битни, а можеби некогаш понатаму ќе станат битни. Аха. Да. И ние сега имаме мрежа која што сме ја конструирале од неврони, мрежа која викаме од такви вештачки неврони, тоа е многу едноставни. Така. Која што знае да ми одговара на моите прашања многу интересно и корисно за мене. На ниво на апсолутна логика, во смисла, ако ова, тогаш ова, или? На крај на ден, да. На крај на ден основата е веројатно некоја таква. Меѓутоа, тој скок од генерирај ми песна и ќе се смееме сите и напиша Шекспир, до цело знаење од се што имаме дигитално оставено, спакувано во таа мрежа. И сега ти викаш, она всушност ние што го пишуваме промптот, така, кога го прашуваш, тие зборовите што ги користи тој за да генерира next word prediction. Че можеш да се замислиш колку некој чекор слој што го направија тие, кој што сега го знаеме и кој е, како функционира нештото, меѓутоа не знам, еднината е многу непредвидлива, дури и за луѓе кои што го работат секојдневно. Да, претходно нели беше Siri, се правевме со Siri на iPhone-ите конкретно, али пак беше сместена само во iPhone-ите, знаевме кај живее Siri, кај да ја најдеме. Сега, во оваа ситуација, ако викаш дека може до толку да се доближи
вештачката интелигенција и буквално со едно микрофонче или како се вика, ја ви уреди веш. Како пили сега новите, што се не знам како? како го викале, да Apple е тој. Не, Во смисла да носам овде, јас би го рекол како Паметни мултифункционално наочари или пример? или паметни наочари. паметните очила на кои што работи заедно со Мартин Сидни. Ја би дала и позитивна компонента на седото. Што ако имаш ти сега, не знам, ајде, нели, во светот многу голем број на луѓе имаат проблеми со ментално здравје, така депресија или не знам, луѓе, не знам, сега пример баба ми, дедо ми, главно сами живеат, така? И се до тој аспект на, пак да се вратиме на невнимание, не луѓе околу нив, што ако вештачката интелигенција би го подобрила. Да, има негативни случаи, каде ајде се заљубува, постанува психопат во AI, па не глупости се сменуваат. Али што ако гледаш, не знам колку милиони луѓе имаат проблеми со депресија. Што ако вештачката интелигенција, тој партнер што би им помогнал да преминат таа депресија или да живеат по Психологот. Да, и јас мислам Пошто, дека не, може секој да има сега достап до психолог и до психотерапевт, така последно, не знам, сега и во Македонија, пример, не знам, по села или ајде ако зборуваме па уште на поглобално ниво, ако земеш да Индија кај што има страшна сиромаштија или што ако имаш едноставно апарат што би им го подобро животот на луѓето. да, јас сум малце застапник на другата теза во настојдел и не ме додржува кожа да не влезам во. На некој да му посакаш убав ден ти треба 3 збора и култура. А за со некој да имаш убав ден, ти треба кафе, чаршиско место и пријател. Ако го имаш последното, во Оникс има убав прилепски ден за тебе. Дел, знаеш зашто повеќе го истакнувам, ради што сигурно сите овие прашања кои што и јас ви ги поставувам, си ги поставува и секој човек на некој ниво или па ќе си ги постави. Само од тој аспект. Ништо лично, со огромна почит према вас. Повеќе од аспект на, знаеш како ние доживуваме поддршка и намалување на смиреноста, односно да не се појави вознемиреност, да не се појави анксиозност, понатаму да не се појави депресија. Само до тоа што сме разбрани и што го имаме тоа внимание, соодветно внимание, зборуваме соодветно, што би дошло праволиниско. Никој не гледа од оздола, па да не возвишува, никој не гледа од озгора, па да не понижува, туку не гледа рамноправно и со само до тоа ние се чувствуваме дека имаме или рамо до рамо, знаеш, нели ги користиме тие термини, или имаме сродна душа, што викаме, или имаме човек што не фатил за рака и во тој момент ние застануваме на своите нозе ради што се препознаваме себе си во другиот. Дека и чим може тој да остане со мене во момент кај што мене ми е тешко, значи не е толку тешко. Инаку че избегаше, тоа е природен инстинкт на човекот, кој че ситуацијата е премногу тешка да се заштити ради што едно зло на човекот му прави друго зло. Ме разбираш, ако сум јас во криза, можам и тебе те повлечам со мене, а ти не сакаш да бидеш во криза и природно ќе ти дојде да се тргнеш или метафорички земено да избегаш. Да, сега во оваа ситуација јас лично не мислам дека може вештачкава интелигенција или роботиката да дојде на ниво на препознавање со човекот. Како? Дека ние емоциите ги учиме преку мајката, ради што таа директно ги имплементира врз детето, преку многу сензации и преку многу други мајки кои што биле во низава наназад милиони години. Сите мајки кои што протекле за да се роди единка која што е денеска жива. И тие наш, би рекол, генерички кодои ни се сместени не само во нашата подсвест, туку во цело битисување, во цело живење. И кога ќе ми дојде нешто мене страно, за да можам јас да го прифатам, треба барем уште ова само така хипотетички го акам број, барем 20 генерации да помина, па за 21 генерација да вештачкава интелигенција ја препозна како нешто топло, нешто што дава таков тип на нега, љубов и разбирање како што ви дала мајката или цело окружување социјално. Комплексно е тоа, се согласувам дека не е доволно само да се имитира нештото, така? А за депресија па доволно е да си имаш да си побреш муавет, покомплексно е.
се што можеш ти да опишеш како можам јас сега, не знам, мој пациент да му помогнам и така нам треба да се спуштам на исто ниво, бла бла бла. Тоа може вештачка интелигентна. Речеме на чат GPT однесувај се да сме рамо до рамо, ќе се однесува рамо до рамо. Се што можеме да опишеме како функционира, како можеме да го решиме, ќе можеме да го енкодираме некогаш во некој алгоритам или што и да е. Меѓутоа не е, мислам дека е многу покомплексно. Може би тој физичкото присуство на друга личност до мене, некој ќе рече виртуелна реалност, да, ама може би не е доволно. Може би треба, не знам, допир, едноставно поздравување, што и да е. Мислам дека е покомплексно и ќе ги учиме тие работи. Може би ќе речеме, ова може да го направиш со овој уред, ама пак ти ќе треба да дојдеш кај мене за овој другиот дел. Зашто не знаеме се да опишеме. Науката испитува се уште, така истражува нови хоризонти и со новите алатки што ги имаме, само некои нови работи. Мислам дека не знаеме баш што не чека во иднината. Дори најголемите умови кога ќе ги прашаш што ќе биде следно, знаат на неколку години хоризонт да погодат, веќе на 5-10, се грешки 20, например технолошки достигнувања. Страшно, да, што паметниот телефон е сега алфа и омега, меѓутоа до кога не знам. Што ќе биде следно? Може би слушалка, може би очила, може би не знам, тој проекторот што кажа Пинот, не верувам, ама Ќе појдиме кај научарите сам во однос на овој дел. Освори Мартин, дали имаш нешто да надоврдиш? Може, јас само би малце свој поглед на ти опиша, значи јас во никој случај не би оспорил мајчинската љубов и што учиме од човечкиот контакт. Значи тоа е како ние луѓето создаваме емоционална интелигенција и социјална интелигенција, како се ги перцепираме другите луѓе, како се однесуваме и се тоа. Тоа е така и никој нема да го промени. Да. Сега зборуваме за како вештачката интелигенција да добие некои својства на емоционална, пошто има различни типови на интелигенција и сега налеговме малце во емоционална вештачка интелигенција. Значи јас не значи дека како ние луѓето, не знам, генетски, како што рече, од 10 мајки ние генерацијски сме учиме како да се иде до тоа во нашите гени. Значи дека и вештачка интелигенција треба истиот процес да го прати за да биде емоционална интелигенција. Значи едно е како ние луѓето ги учиме тие концепти, ама не значи дека вештачката интелигенција треба така да ги научи тие концепти. Така да не би бил толку скептичен. Да. Човечкиот контакт, човечкото внимание е незаменливо за човекот. Да нема се согласувам целосно. Сега како вештачката интелигенција би добила некој придонеси на емоционална интелигенција, не мора да биде како ние тоа го правиме. Има два начини на будење. Едниот е да се будиш со силна желба да оживееш радосно денот, а другиот е да се будиш со желба да се вратиш што побрзо во кревет. И за двата помагаат New Age со нивниот асортиман на производи. Да, и сигурно што ни се менува и перцепцијата и во однос на тој дел. Пак нема толку да ја интегрираме, во смисла да ја прифаќаме како нешто што ќе препознаваме дека иди одстрана, ама ние уште наалатка за помош. Не ни се рацеве за да ја гребиме земјава, ама знаеме дека ова е мотикава за да ја тргаме земјата и секогаш можеме да ја оставиме мотиката и да се ослониме на рацете и да гребкаме со нив. Веројатно. Како алатка плюс за нашето секојдневно функционирање, за да станеме поефикасни. Так. Компјутерите не прават нас поефикасни во нашата работа, создавање на. Не можете да замислите професија сега без компјутер, така. Пред 30 години сам маго се враќам назад, па мене не ми треба компјутер. Да. Сам IBM има можеби најголемиот промашок во тие кога се појавува персоналниот компјутер, значи мислам тие го прават првите компјутери така на најголема фирма. И вика нема да му треба на секој персонален компјутер и заминуваат во сосема погрешна насока на некој начин, кој што и кошта лоша бизнис одлука. Од друга страна Microsoft вика не на секој ќе му треба персонален компјутер. И затоа го имате Microsoft сега, Microsoft и IBM не е тоа што било.
како паралела некоја, така. Да, многу убава паралела. И сега, во однос на уметност, уште тука морам да ве чепнам, и уште едно прашање имам за научариве, кој што ви, односно за виртуелната Чакаш да донесеме. Да, како Емитек. модел. Инстаграм звезди и мотивациони говорници денес го учат човекот како се живее здраво, но ретко тоа го прават градски продавници со она што им го нудат на своите купци. Моје пазарче го прави тоа во многу здрави бои. Ме интересира во однос на уметност, ради што генерално сме исплашени дека толку може да направи нешто автентично, а не автентично вештачка интелигенција, ослонувајќи се на многу други автентичности или посебности. И се таа го вклопува во едно. Како на еден начин да се отповикаме и на ова? Дали пак е таа иста паралела што ја спомна Мартин ти како не знам, мене што ми паѓа на памет, да, и CNC машинава прави даски за послужување сувоместното и братучет ми Филип прави рачно. И тие две различни врсти на даски различно ќе се цена, различно ќе се валидизира. Али не можем па да ја одредиме, според мене, некако социјална структура, од кај може твојот син утре други ден ќе биде фанатичен баш по овие даски и ова ќе го маргинализира и нема да му ја знае вредност. Јас мислам дека се пак би се сведило на внимание и енергија, во која смисла, не знам, ајде, една Мона Лиза. Мона Лиза е една, така, таа слика е една. И сега тешко е да се копира, една е направена, сите сакаат да имат, вредноста е милиони, билиони. Ако имаше секоја држава по една Мона Лиза, немаше толку да биде познат тој музеј, сите додат таму да ја видат. Ако имаше стотици Кристијано Роналдо, секоја држава по еден Кристијано Роналдо, веќе беше секој дневие, немаше сите да вреди Кристијано Роналдо милиони, билиони. Така мислам и за тие работи создадени од вештачка интелигенција и создадени од човек. Работите составени од човек се уникатни и единствени. Знаеме дека ти една слика, ако сакаш пак исто да ја нацрташ, нема иста да биде. Така? Да. И јас мислам дека човечкиот труд би се ценил повеќе со кога вештачката интелигенција би се користела само за нешто да се потклене, за корист нешто да биде, не знам. За Да се ништам. Уметничка вредност, мислам дека нема никој да гледа во нешто. Тоа е моје мислење. Да. Уметност е интересна и мислам дека ние сме технички лица и сме доста бајас на таа тема. Веројатно уметник треба малку да негов поглед да се види во овој дел. Меѓутоа, да, сме дискутирали и се дискутира на оваа тема, дали ChatGPT е креативен. Дали овие другите модели кои што цртаат слики и така натаму се креативни. Така. Ја мислам да. Таа креативност која што цело време викавме, вештачката интелигенција никогаш нема да биде креативна. Па сега веќе имаме модели кои што знаат да изгенерираат нешто. И нели контрааргументот, па тоа е, знаеш, ги зеледе сите слики кои што се на интернет, па сега тоа се користи за да се интерполира и така натаму математички, меѓутоа како и да е нешто. Според мене. Барем моето сваќање за креативност не е 0-1. Спектар е веројатно некој, сега има нешто креативно. Не е можеби на human, на човечко ниво креативно, и да ChatGPT знае да напише интересен, не знам, сценарио за филм. Так. Знаеш зошто? Ради што од аспект некако ја поставам јас како дека за да се уметноста нема само постигнување, дека треба да биде доволно добро од сите аспекти за да биде стварно убаво на што викаме. Туку фаќа на друга димензија која што е естетика, која што е наука за убавото, за калос, од грчки, па фаќа субјективни доживувања што нас ни предизвикува ова, како не допира на кое ниво емоционално, на кое ниво се идентификуваме. И сега во однос на тој дел, некако како ова пак да е според мене вештачки. И си ја клав паралела она што спомнавте, дали пак би
поставила некои повисоки критериуми, па од друга страна би ги стимулирала и уметниците за да мислам, се да. впушта многу повеќе во доживувања, ради што одаде ќе влече некои пластични идеи, а ваму ќе се надополнува со тоа што од ова не се инспирирав, ама знам како не треба да правам, и иако е висок критериумов, јас да дам една свежа жива форма. Тоа е некако живо дрво овде што го растиш бонсаи и вештачко пластично дрво кое ќе остеш без да. Ја тука целосно се согласувам со тоа, мислам дека тоа ќе биде. Значи, сега овие модели, генеративни модели од вештачката интелигенција кои што се прилично популарни со слики и со генерирање на текст, мислам сега дека ќе се ќе влијат на се, на целото општество и на уметноста. Уметниците сега ќе видат, чека ова нешто може ова да направи, ама јас и дури треба да го користат. Значи ако не го користат тука не можеш да се бориш против нешто. Или докторите мора да ја користат вештачката интелигенција. Така, доктор сега да не користи компјутер. И од кај што имаме и такви случаи. Значи мора како алатка тоа да се користи. Постои, зошто не го користам? Тоа е еднината. Дај да видам, можеби ќе го користам за генерирање идеи. Можеби ќе го користам да видам што знае тоа да направи за јас нешто различно да направам. И тоа различно ќе биде веројатно различно од ова што го имаме сега. Мислам дека ќе промени многу работи оваа генеративна вештачка интелигенција. Да, еве пример баш сега некои соработки разгледуваме со универзитетска клиника во Швајцарија. И сега како ја користат тие? Вика, имаше еден пациент има 80 години. И сега пациентот пример цел живот бил болен, или цел живот примал терапии. Сега докторов има историја од пациентов од 100 страни. Да. И како прво не може да ги помени сите 100 страни, би направил пропуст, би се фокусирал на работи што се сега, што се случиле. Од друга страна имаш вештачка интелигенција, еве го досието од пациентов и може да прави дали има примено ваков тип на терапија. И тоа, и еве има ова го има примено, или не сум сигурен може би ова. Значи зошто докторов да губи денеска 8 сати или колку и да губи да помени цела терапија или може не докторот, помошникот негов. Зошто кога може еве ти сумаризација, ајде да за една минута го имаш досието од пациентот, битните работи. Така, да. Да имаш анамнеза која што одма извлекува тоа што ти е потребно, бидејќи историјата за се ни е потребна, вклучително историјата на болести, да знаеме од кај тргнал за до каде стаса. Фала ти ова што го доближи. Секој град има свој дух и места во кои што го чува духот. Проверете го во Калинка, таму можете да го слушнете прилеп што ви кажува за себе. Да појдеме кај наочариве кои што не ги носите ни на себе, ни пред себе, а можете да ги донесете низ разговор. Кратко само доближете ми како стигнавте до тоа, бидејќи тргнавме некако тоа може и да завршиме со тој дел како револуционерен производ кој што е признат и препознат, би рекол. Да, почнам јас приказна така е ова. Да, значи 2018, мислам 19 со Мартин размислувавме што можеме да направиме од ова цело знаење што сме го собрале на различни места по светов. И бидејќи функционираме во слична област од тие паметни сати, паметни уреди кои што мерат со некои сензори, мислам се паметни затоа што имаат сензори, па можеме тие сензорски податоци да ги обработуваме. Па знаеме нели да естимираме колку калории троши човекот, колку е активен во текот на денот, така? Да. И тоа ни е областа во која што творевме доста. Мартин повеќе во тие физиолошки промени во телото, срцева активност, стрес и така натаму. И сакавме да го канализираме некако тоа наше знаење во некоја индустријска форма, во некаков стартап, ајде да речеме. Тоаш аплициравме во фонд иновации, добивме и тоа ни беше иницијално да направиме некоја платформа My Health некако ја викавме. Да. Во која што ќе го енкодираме тоа знаење наше за обработка на такви сензорски податоци. Значи сакаме да биде таа некоја генерална платформа која што ќе дадеш ти од паметен сат, од паметен телефон или каков да е уред, да знае да извлечи од тие податоци нешто корисно за човек, да препознае активности, дали паднал и така натаму, стрес препознавање. И почнавме со таа приказна полека и во меѓувреме
се појави оваа англиска фирма Imtech. Аплициравме за фонд на иновација. Да, од фондот го добивме тој грант, кој што ни ја даде иницијалните средства за да почнеме да функционираме. Човек кој што ќе имаме фул тајм кој што ќе работи на тоа и така натаму. Бидејќи јас некако мислам дека и моментот што бев во Англија во Sussex, кога се вратив, тој што ми беше таму да речам шефот, односно кој што работевме, ми пиша мејл за англиска фирма која што прави некои паметни очила, паметни маски кои што се стават на виртуелна реалност. Дали сум заинтересиран за некаква соработка и така почна и со нив како некој си прв можеби клиент, дури не би ги нарекол така некој клиент, ајде да почнеме, имаме податоци, ја пратиме, да обработуваме и така натаму. Потоа кога сватија дека ние сме доста сериозни и вредни и не сме некој Македонија, прашање дали ја знае колку ја знае до тој момент. Нивната идеја беше дека сакаат да интегрираат кај нив. Да, и тука имаше разговор дали да ни бидат класичен клиент, односно дали ние да се интегрираме во нив, односно да бидеме заедно една фирма. На не пластично да ја купат компанијата на некој начин. Джие да ја создадете, таму да ја спроведа? Значи ние веќе создадовме тим од Христијан главно студенти, имавме 3-4, работевме на создавање на апстрактна платформа за податоци поврзани со здравје, обработување. Значи имавме веќе некои прототипови алгоритми. Значи фирмава наша веќе постоеше во Скопје, Idea. Али да, во меѓувреме секогаш преку Христијан држувавме контакт со англиската фирма која што би биле на некој начин корисници на нашите алгоритми, пошто тие имаат хардвер, ги имаат научарите, имаат сензори, не знаат што да прават со нив, или знаат што им треба на апстрактно ниво да препознаваат емоции. Сега како од направа од сензоров да стигнеш до емоциите, тука се алгоритмите што ние работиме, тука е машинското учење. И тој дел ние веќе го имавме или работевме година-две. И тука влегува преговорите, дали да не купат. Го препознаа потенцијалот и видеа дека бидејќи постои пак тоа е храброст. Рековме, кој ќе прави сега стартап фондот за иновации, па дали има, па дали нема. И на крај ден, окей, мислам дека во Љубљана јас тогаш бев тој период, рекам, окей, основаваме фирма, почнуваме како ќе биде, ако не ќе затвориме ништо страшно. И кога препознаат тие дека ние сме сериозни, дека постои правен субјект фирма во кој што функционира нешто, не се рандом фриленс луѓе кои што нешто ќе состават. Тој што е основачот господин Мартин Чарлс и што беше директорот на компанијата, река, ние сакаме да сте целосно. Кај нас, односно да работиме заедно, да ве инкорпорираме кај нас, да сте клучни и во тој англиски стартап. И во принцип така премина приказна тоа една локална фирма, сега сме всушност во англискиот стартап. Така. И многу сум среќен бидејќи веќе сме колку 10 луѓе можеби тука во Македонија. Во Англија беа повеќе, сега се помалку, некако сватија потенцијалот кој што го има тука е многу поголем, ама и реално и поевтин. Од друга страна, тоа моје искуство од Мартин кој што имаме, кој што го предаваме на помладите, е на светско ниво. И сега ти кога имаш светска наука, односно знаење кое што е во Македонија и поевтино, го препознаа тој потенцијал и сега веќе сме интегрирани, односно сме дел од тој стартап, да речем на некој начин. Imtech Labs и сега сме во фаза кај што ги работиме тие паметни очила и нешто што ме прави исклучително среќен, добро имаме добар тим тука на луѓе, што вештачката интелигенција или мозокот на тие очила кои треба да се паметни, го правиме тука. Че ние сме тие кои што го прават тоа. Во Англија се со, хардверот и така натаму, алгоритмите кои што се таа се Made in Macedоnia. Така. Одлично. Значи од вашата работилница излегува мозока, од Англија другиве додатните алатки. И крајната форма, во смисла за што би биле применливи, само од сегашна перспектива, дека понатаму може и за многу други работи да бидат применливи очилава, за што ви е целта и намерата да бидат применливи? Зборуваме за нашата мотивација или моменталната? Значи, и тоа. Главната мотивација на тој продукт и
креаторот на таа фирма е Емтек, тие научари да помагаат за луѓе со проблеми со ментално здравје, за депресија, биполарност, Паркинсонова болест, било кој, значи работи што може да се мониторираат преку фацијалните изрази. Сега проблем е што нема голем пазар за тие работи за сега и затоа во меѓувреме мораме да имаме некои работи што се применети, што секој човек би можел да ги купи и да ги користи за нешто. И после колку 3-4 години навигација помеѓу различни пазари, моментално сме фокусирани на се прави продукт за мониторирање на јадење, на навики за јадење. Во смисла, не знам сега, главниот пазар се ни е преместен во Америка, таму се бараат сега моментално прво поддржувачи на фирмава, што би инвеститори за фирмава, па после за тоа се развива во крајен продукт. Али да, испадна дека научарите се доста добри за следење на навики за јадење, као има по Македонија мислам дека тоа не е голем проблем со obesity, али е голем проблем во Англија и во Америка. Со гојазност? Гоја. Ама и кај нас мислам. Идем дека луѓе што значи приказната е дека сепак тие луѓе имаат и ментални значи нешто зашто има такви проблеми, позадината е ментална, не е физичка. Не можеш некој да му речеш не јади. Така. Јадат. Да. И сега со помош на тие научари што кога што направи може да ти кажат колку се движиш, како се движиш. Со тие научари идејата се мониторира нивните навики за јадење. Идејата е да им постојат правила дека не знам, правило 20-20-20. 20 секунди да јадиш еден залак, 20 секунди да почекаш. И ти некој начин луѓе да се тренираат како правилно да јадат за да има доволно време сигналот од стомакот да стигне до мозокот, окей, сега си наполн, достатъчно јадење, и некој, значи да се некој тип на тренинг да се прави на луѓето за подобри навики за исхрана и се до тоа под надзор на како и да се викаат тие нутриционисти или не е баш нутриционизам, али луѓе што се занимаваат баш со dietitian. Таму таргет публиката ни е значи луѓе кои што стварно имаат проблем, кои што одат на доктор за да го решат тој проблем. И да, како што кажа Мартин, сега ние им даваме уред за објективно следење на нивните активности во текот на денот. Тие досега седнуваат и запишуваат и така натаму или сликаат со телефон што јаде и така, па се заборава, па не се заборава. Па оди, не знам, еднаш месечно или два пати месечно кај докторот, па треба да памти. Сега ние им даваме уред, памет случајно се научари, може така. Да. Еве очилата им ги даваме и сега тие ги стават научарите и се тераат со секој ден вието и тој уред автоматски логира кога јади, колку јади, брзина на жвакање и така натаму. И сето тоа потоа ќе го види докторот. И самиот пациент, меѓутоа пред се, мислам дека докторот тука ти има клучна улога, ќе види статистика. Чекајте, овие 2 недели вака се прави, вака се прави. Оти се заборава. Значи кога пробуваш да се сетиш на некои работи ги забораваш. Значи сега им даваме ние уред кој што автоматски се тоа ќе го логира во текот на денот. Да. И тој use case го одбравме, бидејќи луѓето имаат проблем со тоа. Наши научари можат да го мониторираат, ајде да речеме, не мора да интервенираат, така не мора сега да вибрира научарите кога ти премногу брзо жвакаш и така натаму, ама доволно е некогаш да го мониторираш, да го видиш нештото. Так. Кога ќе го видиш, е многу визуелни сме луѓе, така. Ќе видам ја дека Повеќе може да озбрија. навечер многу јадам, стварно, знаеш, зошто сум јадел толку на. Се знам дека јадам јас навечер, но кога ќе го видам нештото, така и вагата зошто функционира. Ќе видам дека сум јадел, килажата, зошто ова го правам, така, зошто се Аларм се вклучува. Да. А научарите се многу интересен медиум и стварно мислам дека има огромен потенцијал. И мислам дека сме пред маркетот се уште, што е фино, меѓутоа знае да биде малку тешко од финансиски аспект. Ама има голем потенцијал, односно сакаме на некој начин Fitbit, нели мери активности, го викаме Fitbit за емоции. Значи ние
на очарите требаше малку да видите кога ќе спомнам паметни научари сите мислат да тие ќе гледаат нешто Да. и сега некоја не знам augmented reality не знам што, меѓутоа на очарите се фокусирани за човекот што ги носи. Аха. Сите сензори се према човекот што ги носи. Како паметниот саат што го носам за мене, мери срцева активност за Се тој што го носи. персонализирани, прилагодени на човек. Така и на очарите мерат што прави човекот што ги носи. Не го интересираат само другиот. тој. Да. Јасно. Значи следен пат, во следна епизода, Банаков ќе направи пица и ние ќе јадиме пица и на очариве ќе мера. Може Па, да. веќе така тестираме во Скопје, да. Да? Да. Значи директно на лице место. Тоа е Вештачката интелигенција и требаат податоци. Како собираме си ги носиме на очарите да дека јадиме и исто камера снима и така. Да, ево ми се бендисува ради што доволно е научивме машинава, ако можам да го сублимирам вака сето, исправите ме слободно ако грешам. Доволно е научивме машинава, за сега таа нас да не учи, да ни помага. да ни помага. Нема тешко да ни учи, да ни помага. Да ни помага. Так, добро. Јас ветувам дека ќе си дам простор за да ми помага машината али па оставам и некој простор дека до одредено време сигурно ќе ја гледам како туѓе, како нешто што иде од надвор, само за да се додржам до реалноста во која што сум задоен и навикнат да живеем. И верувам и сум повеќе од сигурен дека се додека луѓе како вас ја работа ова професија, дека ќе држи едни убави рамки и вештачката интелигенција и машинското учење, ќе биде и сите оние што не гледа колку вие сте во склад првично со себе, а второ и на еден начин скромни со самото тоа што се отповикувате од она што не знаете, а ние луѓе понекогаш или посекогаш знаеме да се разиграме и со зборови, и со мисли, и со доживување би рекол. Така што фала ви што позборувавме, фала ви што првично се седнавме нама са тројца за позборуваме, им беше особено драго. И да се Во ова име ќе направиме уште едно живели. Не живене. Фала на поканата. Да, фала. Кај секојаш е задоволство дома да си да споделиш знаење и да придонесиш. И да, тоа и на почеток сега да го кажам, најтешко е дома да те препознаат. Дури дома во градот. Секогаш е тоа најтешко. И за ова интервју нели се договаравме, мислам за овој муавет долго време, ама секогаш имав сега што ќе кажам, кога ќе кажам, тој момент дека дома на најосновното треба да се пресама. Да, сме имале различни интервјуа по телевизија. Тука имав можеби не најмногу трема, ама специјален тип на трема е да речем. Дали пред разговорот кога те прашат дали треба на че да зборуваме. Фала ти што го истакнува, ова е многу значајно. Да. Добро, во име на дома и припадноста се отпоздравуваме до следни видувања.